Во услови кога Македонија не успева соодветно да се организира и да управува со отпадот кој што се создава дома, кога за жал на секој ќоше ни никнуваат диви депонии, кога за жал општините не се кадрни да воспостават системи за селекција и рециклирање на отпадот, кога сите показатели покажуваат дека сме лидери во загадувањето и се зголемува бројот на заболени и смртноста кај населението, при реформа на инспекцијскиот совет, кој им ја одзема независноста на инспекторатите, си поставуваме едно прашање: дали бизнис интересите се поважни од животната средина и нашите граѓани? За жал, почитувани, Македонија се гуши во сопствениот отпад, општинските депонии се нестандардни, системите за регионално управување со отпад не се воспоставуваат, а дивите депонии никнуваат се повеќе секој ден. Не е праштањето дали станува за отпад од така наречената зелена листа и дали истиот би се увезувал како суровина. Станува збор за неисполнети услови во државата за управување и сериозна контрола на отпадот. Дали во моментот можеме да покажеме еколошко управувано рециклирање. Наместо изразување на намера да увазуваме отпад, власта и општините треба да ги засукаат ракавите и да се зафатат сериозно со намалување на количините на отпад кои ги депонираме, да започнат со воспоставување на селекција која ќе обезбеди доволно количини на отпад за преработка. Со еден збор, треба конечно да воспоставиме интегрирани, одржливи системи за управување со отпад, кои што ќе ги намалат количините на отпад кои што финално ги депонираме и ќе ги исчистиме нашите градови од отпад. Благодарам.